Почитувани, покрај тоа што Социјалдемократскиот сојуз досега нема што да покаже во земјоделството и си ги присвојува политиките што ги постави владата на ВМРО ДПМН, покрај тоа што не ги исплати субвенциите на време, сега во настапот на премиерот Зоран Заев јасно се најавуваат нови критериуми со кои голем дел од земјоделците нема да може да користат субвенции. Ова представува сериозна опасност која ќе води до целосно укинување на оваа доходовна поддршка за нашите земјоделци. Ова представува скриена закана со која најголемиот број на најранливиот дел од населението, ситните земјоделци, но и останатите земјоделски производители, ќе им се оневозможи пристап до субвенциите. Да се доделуваат субвенции само на оние кои ќе го зголемуваат производството во наредната година за 10%, е или незнаење, или намера. Ако е незнаење, накратко да изнесеме неколку причини зошто не може да се спроведува ваквиот критериум. Прво, земјоделството е област во која резултатите се под силно влијание на природните услови за производство. Почвено климатските услови, биолошкиот карактер на самото производство, така што најголем дел од истите не може да се контролираат и не зависат од земјоделците. Најголемиот дел од ситните земјоделци производството го реализираат на зелените или кванташките пазари, каде не се води евиденција за количините, па од тука не може да се направи споредба за тоа дали има 10% зголемување. Земјоделците секоја година поставуваат нова сеидбена структура, водејќи сметка за плодоредот, со што поедини култури по години ротираат и не се наоѓаат во структурата како претходната година. Како ќе се мери зголемувањето? Во одредени подсектори, кај повеќегодишните насади, производството зависи од староста на насадот, кој со текот на годините се намалува продуктивноста. Според најавите, овие производители, производителите на грозје, на овоше, производителите на фуражни култури, ќе останат без субвенции. Со вакви критериуми, сточарите ќе бидат најпогодени, односно скоро сите ќе бидат исклучени од субвенционирањето. Причина е што зголемувањето на продуктивноста во сточарството за 10% за само една година е просто невозможно. Но доколку се работи за намера, тогаш Социјалдемократскиот сојуз се враќа на старите времиња и на нивниот добро познат став за земјоделците, дека тоа е област која нив многу не ги засега и имаат крајно индолентен однос кон истото. Всушност, тоа може да се види и од програмата на новата влада, во која нема ништо конкретно, освен декларативни заложби. Почитувани, земјоделците добро знаат кој се залага за нив. Знаат дека бевме нарекувани земјоделска влада. Ние не се срамиме од ова, туку напротив продолжуваме посветено да бидеме со земјоделците и да следиме и да реагираме на ваквите најави кои ќе значат дефинитивно крај за силните поддршки кои ВМРО ДПМН им ги обезбеди на земјоделците. Ние тоа го ветуваме и ги повикуваме земјоделците да бидат со нас во заедничката борба против ваквите политики на Социјалдемократскиот сојуз во земјоделството. Благодарам.